Сум бил многу пати сведок на вакви од среден бек. Крената е раката од сега па натаму 4 додавања ќе смее да направи Вардар. Стоилов за Јагориновски, правиот гол за Карапалевски. Изедначено е 6-6. Пристигнуваат ичкембарите, сега ќе имаме комплетната атмосфера на надпреварот. Еве да видиме во 17-та минута, но сега ќе има и други проблеми. Реков, не е неочекувано ова. Овие дуели, како и фудбалските што ги споменав пред малку, изобилуваат со вакви моменти. Тоа е анимозитетот, ривалството меѓу двете навивачки групи, меѓутоа ќе треба конечно еднаш да се стави крај, да сватат едните и другите дека ова е сепак спорт, дека некои други работи треба да бидат во преден план. Знам дека ова дел од тој амбиент, тој декор што се вели, ама добро, тоа е баш составна иконографија на сите големи спортски случувања во светот. Подобро и вака па да имаат работа задолжените, отколку да имаме празни трибини, се разбира. Но лошо е што сега летаат факелите од едната на другата трибина, а овде има деца. Тоа не знам како да им се објасни. Тоа не знам како да им се објасни и на едните и на другите. Не знам како тоа да им се објасни. И сега оно што стравувавме, не дека не стравувавме. Не дека не стравувавме. Еве гледате сега и на теренот веќе се појавуваат. Ова полицијата некако го нема под контрола. Ајде со мојата лаичка елаборација, ама овде не знам дали требаше да им се дозволи и на едните и на другите да влетаат во терен, а за факелите да не зборуваме, затоа што веројатно на влез се контролираат навивачите, така барем би требало да биде. Овде има и деца кои што се сега околу нас, тинејџери, и сега што друго да коментираме и што друго да паметуваме, ако може така да се каже. Неспорно е дека ќе се смири ситуацијата, полека се повлекува онаа група комити која влета на терен. Меѓутоа не требаше да се дозволи да дојде до ова, кога веќе се знае од ичкембари ќе влезат нешто подоцна во мечот, требаше да биде подготвен кордон и да бидат обезбедени и едните и другите да не смеат да мрдат. Понатаму не е сепак тоа воопшто наша експертиза, што вели Југо, нема да паметуваме, но доаѓаме до малку проблематични мигови. Сега нов бран на комити се впусти овде на терен и не знам зошто Кајнив нема, еве дури сега има од полициските сили да го расчиста теренот. Ке треба потоа да се внимава да не има останато нешто на теренот, ако се создадат наскоро услови да продолжи надпреварот. Сум бил многу пати сведок на вакви ситуации како коментатор за среќа. И сум го споделил тоа мислење со колеги, со луѓе кои што се бават со разни